Лицата со попреченост не ја добиваат потребната социјална и здравствена заштита, ниту пак образовниот процес е соодветно прилагоден на нивните потреби. Ова го покаже истражувањето на Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица од Скопје, кое лани есента го спроведе во општините Берово, Боговиње и Охрид. Ова е само некои од проблемите кои биле утврдени со истражувањето, услуги за лицата со попреченост на локално ниво, од закон до реалност, кој ги офаќа услугите од областите социјална заштита, здравство и образование. Станува збор за едно истражување кое што се фокусираше во три клучни области, кои што ги засегнуваат семејствата на лицата со попреченост, а тоа е социјална заштита, здравство и образование. Можам да кажам дека резултатите ја осликуваат реалната слика и можам да кажам дека како здружење, и како граѓани, и како институции можеме да направиме многу повеќе. Оно што го забележавме во секторот на социјалната грижа и заштита е тоа што таа главно се сведува на парични трансфери и тоа многу пати недоволно за овие семејства. Што се однесува до здравствената заштита, сега ќе зборувам за фокус групите, бидејќи имаме фокус групи со родителите. Самите родители го кажа своето негативно искуство поготово со секундарната и терцијарната здравствена заштита, бидејќи во помалите општини на тие честопати дури за банални прегледи и за банални консултации и интервенции се пренасочувани во клиничките центри. Исто така се пожалија на недоволната едуцираност и еден несензибилизиран пристап, да кажам, на здравствените работници кон лицата со попреченост. Пристапноста на поголем број институции е на многу ниско ниво. Оно што го забележавме во област образование е дека иако декларативно е почнат тој процес на инклузија, недостига градење на ресурси во тие образовни институции, односно вклучување на специјални едукатори кои што им помогнале на овие деца и млади полесно да бидат вклучени во образовниот процес. Досегашното искуство и податоците на истражувањето покажуваат дека постојниот систем се уште ги турка проблемите на централно ниво и дека постои недостиг од политики и структури на локално ниво, кои имаат увид во социјалните, здравствените или образовните проблеми и тешкотии според кои би се изработувале решенија во согласност со локалните потреби. Постоењето на Дневниот центар за деца со посебни потреби во Берово е позитивен пример за згрижување на децата и представува олеснување на родителите, но не се присутни едукативни и рехабилитацијски програми во истиот, истакна Мимоза Петровска Георгиева, председателка на Сдруженијето, апелирајќи и до локалната власт да покаже поголема иницијативност и да им прииде на овие проблеми. Оно што ние како добро што го спомнавте Дневниот центар, што во процесот на истражувањето го издвоивме како еден позитивен аспект во Берово е постојањето на тој дневен центар, значи каде што се згрижуваат лица со попреченост. Тоа во голема мера им го олеснува животот на родителите, затоа што тие барем дел од времето во денот може да го остават тоа дете, да го згрижат тоа дете или младенец во тој дневен центар. Но она што ние како здружение, како препорака сакаме да го упатиме, дека вистина тој дневен центар има совршена, како да кажеме, една база, за да прирасне во една институција која што вистински ќе се грижи за овие луѓе. Значи ќе има едукативни и рехабилитацијски програми кои што сега за жал не се на соодветно ниво. Но истото она што го кажав како една општа забелешка, нема доволно специјални едукатори, она што забираме можеме да го издвоиме е непостојањето на логопед. Колку што дознавме во вашава општина има само еден сертифициран логопед, што никако не е доволно. А јас прво би апелирала до локалната власт, бидејќи практика во оваа држава е сите проблеми да се обидуваме да ги решаваме на централно ниво, што е невозможно. Значи локалната власт да покаже малку поголема иницијативност и да им прииде на овие луѓе. Значи првата врата на која што треба да трупнат овие граѓани да ја најдат отворена е општината. Значи една поголема соработка помеѓу општината и оваа група на граѓани, односно родителите на лица со попреченост. Општината треба да размислува за креирање на некакви локални политики како да им се помогне на овие луѓе. На денешниот настан и презентација на истражувањето присуствуваше и амбасадорката на Швајцарија, која истакна дека ваквите граѓански иницијативи и самозастапувањето на родителите во остварување на своите права ќе вроди со решавање на ваквите проблеми. I am very pleased. Представува задоволство да бидам присутна на овој настан, да
создавање на мрежи на деца со попреченост во вашата заедница. Сум била сведок или сме биле сведоци на повеќе локални иницијативи на проекти на локални граѓански организации кои што ги подобруваат условите на живот во локалните заедници, но верувам дека јакнењето на родителите сами да се застапуваат за сопствените права ќе вроди со плодни резултати. As you know, Switzerland has also supported the municipality of Berovo. Родителите на децата со попреченост од Берово пак немаат многу доверба во институциите, се соочуваат со секојдневни тешкотии и неможност да се справат со грижата за своите најблиски. Паричната помош која што ја добиваат не е доволна ниту за лекови, велат, додека како приоритетни проблеми ги гледаат и ненавремената категоризација на овие лица, немањето на соодветен кадар во образовниот процес и отсуство на информирањето, каде информациите ги добиваат неформално преку други родители. Уште поголеми се проблемите кога децата почнуваат да растат. И сите деца имаат проблеми во хигиенски поглед, во одржување на хигиена, треба почесто капење, повеќе алишта за преоблекување. Каде идеш во институциите, речат на тоа дете не му треба тоа затоа што не знае да го чува. Ако не го знае да го чува, му треба 5 уместо една облека. Тоа е терет за родителите и сите се откажуваме од нашите неопходни работи заради на нивите ми ги пружиме неопходните. Мајка на едно дете со пречки во разлог на 41 година и едно на 21 година. Од последното морам да кажам дека двете деца и врху институциите во кои поминале се неписмени и не знаат да кажат колку пари имаат во нив, каде да ги потребат и ако им дадеш не знаат каде колку се, нити знаат да прочитаат каде одат. Што значи тоа е тотално слепило. За лицата со попреченост вклучувањето во образовниот процес често е проблем, бидејќи наставниците не се доволно подготвени да работат со овакви деца, а не достигаат и специјални кадри во училиштата кои ќе можат да работат со нив. Поради физичките бариери во здравствените установи, лицата со попреченост често не можат да го остварат правото на здравствена заштита, а здравствените работници во помалите места често без да им ја пружат потребната грижа ги препраќаат во болниците во поголемите градови. Истражувањето покажало дека голема пречка е незнаењето на лекарите и медицинскиот персонал како да комуницираат и да интервенираат кај лицата со попреченост, стои во истражувањето. Истражувањето е спроведено од Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица и е дел од проектот Застапуваме, зајакнуваме се, поврзуваме, поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата Civica Mobilitas. Сдруженијето за помош и поддршка на деца и млади со различности Сината птица е основано од родители на деца и млади со попреченост, специјални едукатори, психолози и луѓе кои искрено сакаат и се заложуваат да го подобрат животот на оваа група граѓани.